Добровечер, победничка струга. Добровечер, честита, горда, достоинствена Македонијо. Добровечер за сите добри луѓе кои што ова вечер сте овдека со нас. Добровечер и за оние кои што не следат преку социјалните мрежи, но и добровечер за оние кои што се на балконите и кои што не слушаат денеска. Добровечер и ви благодарам. Навистина, за мене, представува посебна чест и секогаш представува огромна инспирација. Овде, кога су во струга меѓу стружани и кога ќе можам да говорам за актуелната политичка состојба во државата. Но уште поголема чест и задоволство е, кога пред вас, пред стружани, ќе замолам и ќе побарам поддршка за идниот председател на Република Македонија, жената која што ма гепсува со својот лик, со својата честитост, принципиелност, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Ајде на 21. април да излеземе со победничка струга на чело. Ајде да победи правда за Македонија. Затоа што ова денеска што и се случува на Македонија не е ниту правда, ниту правдина. Денеска спомна професорката Силјановска, но јас сакам да повторам и да потврдам. Денеска за прв пат од самостојноста на Македонија дојде висока делегација, премиер на држава, и никаде ја немаше построено македонската гарда и никаде не слушнавме интонирање на македонската химна. Кое е образложението на Зоран Заев? Брутално, плитко, бледо, несмасно и неодговорно за премиер на држава. Па ќе рече преку неговиот центар за манипулација и оние стотици скапо платени спинери кои што денот го поминуваат во владиното бифе наместо нешто да сработат за државата. Па преку нив ќе рассемени вест и ќе каже авионот доцнеше, немаше време за химната. Авионот доцнел, немало време за химната. Замислете, еден од трите атрибути кои што ја прават Македонија независна и суверена држава, покрај знамето и грбот е химната. Немало време за химната. Тоа е изговорот. Не, господине Заев, тоа е изговорот. Изговорот и вистината се други. А тоа е она што ти го потпиша. Ти си единствениот човек кој што зима плата од овој народ и се срами од тој народ. Се срами од трите символи кои што го одбележуваат овој народ, оваа нација и оваа држава. Па излезе да ги лажеш граѓаните. Се срами заедно со твојот нов пријател да слушнеш дека денес над Македонија се раѓа. Ете, тоа е вистината, господине Заев. А шеташ сирум плоштадите и бараш поддршка за твојот деспотски избран кандидат. Каква поддршка очекуваш, господине Заев? Каква поддршка очекуваш кога на твоите лаги, понижувања и недостоинствени народот да го гласа твојот деспотски избран кандидат, кога ти денеска бесрамно го лажеш
дека немало време за химната, а вистината е што не сакаш рамо до рамо со твојот нов пријател да слушнеш како денес над Македонија се раѓа. Кажи ја вистината барем еднаш, ти принцу на политичките лаги, лажову ни заеден, барем еднаш ка кажи ја вистината. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, еден ден, кога ќе помине многу време, многу македонци, многу граѓани на Македонија, без разлика на нивната етничка припадност, дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, египќани, и нека ми простат сите останати, ке си го постават прашањето дали кога имавме можност направивме максимум за нашата татковина. Дали кога можевме направивме се што можевме да ја заштитиме неа, бидејќи во таа земја се родивме, во таа земја се школувавме, во таа земја создадовме семејства, растевме, се радувавме и тагувавме. Ке помине многу време. Јас го знам мојот одговор. Го знам одговорот и на сите вас, затоа што сте вие рамо до рамо овдека со мене и се борите против оваа неправда која што и се случува на нашата татковина. Без разлика на етничката припадност. Го знам вашиот одговор кој ќе биде. И знам дека многу работи кои што ќе ни се случуваат не се фер. И секој од нас ќе си го постави прашањето: зошто мене ова ми се случува? Зошто на нашиот народ, на граѓаните на Македонија ова им се случува? Ние ова не го заслуживме, зарем ова мора да ни се случува? Тогаш не треба да се откажуваме. Треба ова дело, оваа борба за правда во Македонија да застанеме цврсто на нозе и да продолжиме да се бориме. Мора да продолжиме да се бориме. Затоа што само тие што се борат, тие на крајот од таа борба победуваат. Тие кои што седат и наблюдуваат и чекаат победата сама да дојде, се лажат. Таа нема сама да дојде. Мора вие да излезете очи во очи со предизвикот. И колку да е тежок тој предизвик, колку и да ви изгледа дека е невозможно да го совладате тој предизвик, колку и да ви велат дека е готово, дека ништо не можеме да промениме, тоа треба дополнително сите нас да не мотивира во нашата борба за неа, за правда за неа, правда за Македонија. Тоа е она што треба секој од нас да го мотивира. Да се бориме за Македонија, добри луѓе, браќа и сестри. Честа и достоинството немаат цена. Не ни требаат ни Мерцедес, Мајбах, не ни треба ни Бентли, не ни требаат жолтици, не ни треба пари, не ни треба моќ. Нас ни треба само убав збор и победа за Македонија. Ни треба кога нашите сограѓани се срекни, кога ќе се погледаме во очи и кога ќе можеме да си ја кажеме вистината, кога ќе ни речат ова се честити луѓе, ова се вистински луѓе, тоа што го ветија, тоа и го исполнија. Тоа е она што треба ние да го направиме, оваа генерација современици политичари. За тоа ние треба да се бориме. Мора да ја спречиме оваа неправда што денеска ни се случува. Видовте вчера што се случи, 1 април беше, но не беше шега. Не беше шега. Кад царска судството на деспотот му ја даде наградата, а на народот му рече: вие не гледате при очи, ниту слушате при уши.
Тоа што го гледавте и слушавте, дека овој истиот бара евро за црквата и евро за вице. Се сеќавате на оној свињарникот кај Мирчо? Се сеќавате, нели? Тоа не сте го виделе и не сте го слушнале. Тоа не се случило никогаш. За каква пуста правда зборуваме? За какви закони зборуваме? Па таква ли Европа, господине Заев, сакаш да донесеш во Македонија? Најпрви им треба Македонија да ја европеизираме. Европа не сака аболирани политичари. Европа не сака политичари кои што под политички диктат се амнистираат за сторени кривични дела. Европа не сака политичари кои што се срамат од сопствената химна, грб и знаме. Европа не сака политичари кои што во 4 очи договараат тендери, поделуваат парцели на браќа и братучеди за стан од 40 квадрати. Формираат конгломерати и компании надвор од сопствената земја наместо тука да вложуваат. Такви луѓе Европа не сака. Не се тоа, господине Заев, европски вредности. Тоа е декаденција. Тоа е срам за сопствената држава. А да видиш народот што мисли, одговорот, ем ке го видиш, ем ке го слушнеш на 21 април. Тој ќе биде громогласен и тоа ќе биде голем историски пораз на твојот кандидат за председател, избран на мафијашки начин во еден скап луксузен хотел во центарот на Скопје. А потоа на 5. мај ќе биде потврдата испорачана. И веднаш после тоа, не дека ти веруваме или те држиме на збор, бидејќи твојот збор ни 5 пари не вреди. Туку ќе те натераме да распишеш предвремени парламентарни избори. На тие избори, господине Заев, ќе се соочиш со сиот гнев на народот за сите лаги, криминал, понижувања и омаловажувања што им ги приреди овие 2 години и до моментот дека ги распишеш тие предвремени избори. Ке изгубиш и ке не знаеш што те снашло. А потоа се знае за сиот сторен криминал, за сета плячка ќе одговарате пред законот од прв до последен. Нема да имаш мирна политичка пензија. Оној негов кандидат, нема да трошам ниту зборови, ниту да арчам од вашето драгоцено време. Деспотски избран во оној скап хотел. Лице и опачина на една иста паричка заедно со Зоран Заев. Нашите сограѓани, кои што им е поубаво, подобро се чувствуваат, подобро живеат, поквалитетно живеат, откако Зоран Заев е премиер, ке гласаат за него. Тоа е алтернативата. Но сите оние кои што денеска се чувствуваат омаловажени, понижени, оплячкани од овој криминален картел, нема да дозволат и нема да одобрат председател, заштитник на овој криминален картел кој што денеска е на власт. Тие ќе гласаат за честита личност, за личност со интегритет, со достоинство, со вистинска програма и визија како председател на Република Македонија. Одговорот е јасен, професорката Гордана Силјановска-Давкова. Тоа е изборот, браќа и сестри, добри луѓе. Го имаме Заев и Стево, лице и опачина на една паричка, и имаме честита Македонија олицетворена во нашиот кандидат и иден председател Гордана Силјановска-Давкова.
а дека губат и они знаат. Ке ме прашате од каде знаат дека губат. Одговорот е едноставен. Затоа брза да донесат пресуда, да му го испорачаат ветувањето на деспотот, затоа што знаат дека после 21. април се ќе биде поинаку откако ќе бидат поразени. И тие што денеска клиентелисти во судството им слугуваат од 21. април ќе завртат нова страница и се плашат дека ќе нема амнестија за Заев и такви дека како Заев. Туку ќе мора да се соочат со законите и пред законите и да поднесат сметка за сето ова што го направија на Македонија и на сите граѓани во Македонија. Затоа им се брза. Затоа им се брза. Но нема да ги пуштиме. Нема да имаат мирна политичка пензија додека не дадат отчет за сите лаги, за сиот криминал и за сите недостоинствени работи кои што ги направија. Ние не сакаме символ на идните политичари во Македонија да биде дека или лажеме или крадеме. Не сакаме народот да мисли за политичарите дека или дошле овдека сега да лажат или дошле да лажат за да добијат подршки и потоа да крадат. Затоа што во 2019 година нашата држава е на дното меѓу последните држави во Европа кои немаат регулатива за правно признавање за родот. Токму затоа и маршираме денеска во работен ден наместо на 31 од Министерството за правда до Управата за водење на матични книги. Неодамнишната пресуда во корист на Трансродов маш од Македонија од страна на Европскиот суд за човекови права во Страсбург испрати јасна порака дека нашата држава има обврска да усвои законска рамка за правно признавање на родот. Најави председателката Силјановска беше дека ќе ги скрати и ќе се откаже од собствените привилегии. Тоа ни треба нас. Честитост и добар збор. Нас ни треба овој историски момент да направиме нешто за нашиот народ. Да работиме за нашиот народ. Да работиме за нашата држава. Искрено, честито и принципиелно. Јас ви го гарантирам тоа, се заветувам овде од Струга, дека нема ниту милиметар да избегаме од овие граници кои што сега ги поставуваме. Ние сме исти подеднакви и довербата која што ќе добиеме пеколно ќе не обврзе воинни на истата да ја оправдаме. Сакаме да видиме среќни соседи. Сакаме да видиме насмеени роднини, колеги. Сакаме да се поздравуваме со млади луѓе кои што ја гледаат иднината во Македонија. Сакаме да среќаваме доктори кои што се борат за специализација и да останат во Македонија, наместо да ги полнат клиниките во Западна Европа. Сакаме да видиме инженери кои што кариерата со пронајдоци ќе ја градат во Македонија, наместо да ги полнат производните хали во Западна Европа, Америка и Австралија. Тоа е она што е наш императив. Тоа е она што нас не прави среќни. Сакаме да го вратиме, да вратиме дел од она изгубено достоинство кое што Зоран Заев го тргуваше изминативе 2 години. Тоа е онаа победа и правда за Македонија за која што ние се бориме. Ајде, придружете ни се, застанете рамо до рамо со нас. Ајде заедно да ја победиме оваа битка за правда за Македонија. Ајде од Македонија да направиме достоинствено и честито место за живење. Ајде да бидеме среќни, да уживаме во таа среќа заедно. За тоа треба заедно да работиме. Затоа никогаш нема да се срамам и нема да се штедам. Така и вечерва. Ве молам, помогнете ни да и помогнеме, за да си помогнеме сите ние од прв до последен.
Bitka dobivat ne onije što se pobrojni pomoćni. Bitka, dobri luge, dobivat motiviranite i hrabrite. Ja zdeneska ovde evo struga. Samo takvi luge gledam. Motivirani, hrabri i podgotveni da go sovladat pred izvikot najprvi na 21. april, a duri potoa na 5. maj da go potvrdat i konečno da slavime potoa na predvremeni parlamentarni izbori jedna golema pobeda za Makedonija. Da izgreje zorata na slobodata i da donese pravda za Makedonija. Dobri luge, brake i sestri, tatkovinata vepovikuva, da ste mi zdravi i živi, da je zdrava i živa Republika Makedonija, da je zdravo živo VMRO-DPMNE, da ni je zdrava i živa struga. Vi blagodaram od srce.